Ајде здраво живо, драги наши македонци, каде и да сте по светот. Еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково, на само 20 на минути од центарот на нашиот град Скопје. Токму овде се случуваат многу убави нешта. Тука се снима вкусот на традицијата. Тука имаме посетители, туристички групи кои што ја посетуваат околината, кои што ја доживуваат на еден свој собствен начин нашата Македонија, значи доаѓаат многу туристи од целиот свет, но на крајот се засладуваат со вкусните специјалитети. Јас би сакала во ова денешна емисија да ви се обратам на вас. Не знам дали ја гледавте претходната емисија, каде што јас подготвував една витаминска бомба чорба со целер, со брокола, со карфил и ми остана нешто. Еве го тоа. Тоа што ми остана од претходната емисија. И ви реков дека ќе го искористам. И сега ќе ви кажам како ќе го искористам. Многу едноставно. Значи, сите сме по дома, така треба да сготвиме за 4-5 луѓе, 6 луѓе јадење и се мислиме што да сготвиме. Да кажем, имаме само 2 поголеми стека и како да ги најадеме сите. Значи, јас ќе ви кажам, имам решение за вас. А тоа е бело пилешко крцкаво месо со сос на следниот начин. Со тоа што ќе ги земеме тие 2 стека и ќе ги пресечеме на тенки шницли. И нив ги препелкаме. Не во презла, ако немате корнфлекс, кој што треба да биде сомелен претходно, користете презла или дури користете брашно. Значи не е проблем, што и да имате 2 стека на шницлот, кој што ќе излезат 5 до 6 шницли. Корнфлекс од прилика околу 100 грама, сомелен, неколку чешниња лук ситно насечкани, 2 јајца и млеко. Јајцата и млекото ќе ни бидат со зачините буковец, сол, бибер и мешан сув зеленчук, каде што ќе ги натопиме шницлите, ќе ги валкаме во корнфлексот и ќе ги испржиме. А за сосот ќе ни треба половина литар хопла, малку ситно сечкан макдонос, 100 грама путер, ќе ни треба и малку сол, малку бибер и 1 чешне лук внатре. А од ова што ни остана, малку целер, карфиол и малку брокола, ќе ги ставиме измеѓу шницлите, ќе налееме со сосот, ќе подпечеме, имате ручек екстра со 2 стека да нараните цела фамилија. Да преминеме на работа. Значи, сега ќе ги изматам 2 јајца. Ке става малку сол, малку бибер, малку мешан сув зеленчук и малку буковец. Сето ова убаво го матиме со јајцата. Млеко по потреба, околу 1 мало филџанче ќе ни треба. И тоа што ќе остане, ќе го налееме понатаму во тавата. И 1 ватростален сад ќе ви треба. Ставам малку млеко, околу 1 филџанче и ставам масло за јадење по потреба, значи колку ќе ни земе толку. Сега стекот, пресечен, го ставам
во јајцата, млекото и зачините и во корнфлексот, но мислам дека така ќе ми биде доволно ова. Така. И ќе го ставам во врелото масло. Така. Како убаво мириса корнфлексот, така. Чека малку ќе го потргнем да не ми загора додека ги ставам сите. Значи еве од 2 стека 4 шницли излегуваат. Подебели, а можете и потенки да ги направите, па и на пола да ги пресечете. Така. Охо, супер. Така. Значи, посебен вкус на јадењето ќе му даде корнфлексот, да знаете. Така. Сега го ставам да се пржи. И во потребните состојки, значи ќе ни треба 100 грама рендан кашкавал за одозгора, малку да го збогатиме вкусот, онака па и да биде и помасно, па малку и да се тегне. Тоа е како велат Радовишани за чалам го ставаме, ако немате кашкавал и не мора да го ставите. Сега го превртувам стекот од другата страна. Какво јадење ќе биде ова. Не мора, значи, комплетно до крај да се испржени, затоа што тоа после ќе си крчка во рерната, ќе си крчка. Како мириса! Да ги прашам камерманите, дали ви се допаѓа ова како мириса, како иде тука до кај вас? Добро е? Еве, кажа дека преубав мирис се шири натаму. Така. Ова да го тргнам што не ми треба. На што ни е потребно? Потребно ни е всушност во овој момент да го добиеме тој мирис на прженко, така, пусто македонче, нели? Да го добиеме тој мирис. А потоа тоа ќе си биде во сос. Ако е крцкаво, нема да го ставиме, значи, сега ќе видите всушност. Сега ќе го искористам и целерот, и карфиолот, и броколата ќе ги искористам. Па да видите вие која убавина е тоа. Значи, еве, може да се комбинира, да кажеме, од предјадење, да ја послужите витаминската чорба, и потоа да направите вакво крцкаво пилешко во сос. Сега целерот ќе го ставам најдоле во ватросталниот сад. Така. Него ќе го ставам најдоле. Така. Доволно е, значи, да си пушти убав мирис. Може ми... Нека бидат покрупни парчињата, за кога ќе црпкаме, да се знае кога ќе земе и целе. Убавина. Леле. Леле, колку е ова убаво. Сега што правам? Додавам уште малку масло. Така.
намалувам малку, да не ни е многу силен оганот и го ставам тука бутерот. Да се помеша со маслото во кој што се пржеше стекот. Така. Убавина. Сега, тука, ќе го ставам карфиолот. Така. Вака на ситни цвечиња. Па ќе го забиберам, ќе му ставам солца малку. Ете така, промешувам. Тајната на вкусот ќе биде токму сега во ова, во маслото во кој што се пржеше стекот. Сега ќе додадам и броколата. Ете, со една брокола и еден карфиол, и чорба, и главно јадење, и се. Ете така. Одлично. Нека си се пропржи малку и тука ќе го додадам прво лукчето да се пропржи. Може уште малку да... Ќе додадам сол. Така. Бибер. Мераци. Гледате како, значи, цела симфонија може да се направи од неколку ноти. Еве ви доказ. Само да се љуби и да се сака, да се сготви. Да се сготви. Ете така. Сега ќе го ставам лукчето. Неколку ќе оставам. Така са, од озгора да ги ставам. Леле, убости. Малку и буковче. Така, нека замириса на пиперче. Па и од озгоре малку ситно макдоновче ќе ставиме. Така. Леле, ова кога ќе се спои пилешкото, морам да го пробам малку. Да видам каков е вкусот, дали е тоа. Што да ви кажувам? Колку е ова добро. Така. Сега ќе ја додадам и хоплата овде. Да зоврие заедно со сите овие состојки. Ако немате хопла, имате дома брашно, имате путер или маст било каква и млеко, направете си бешамел сос. Леле. Сега ќе морам да пробам за сол. Да видам дали ќе ова доволно. Морам уште малку да ставам. Така. Доволно е тоа. Сега само што ќе проврие, веднаш го ставам врз целерот. А може малку макдонос да ставам и овде вака, и другиот макдонос кај хоплата. Така. И тука малку вакво свежо лукче.
Ете така, еве го почна да врие. И малку мешан сув зеленчук можам да додадам овде. Знаете како, кога ќе си готвите вие, сами ќе си процените. Сите сте искусни домаќинки и за помладите. Ќе пробат, видиш дека ти недостига сол, додади му сол. Најважно од се, кога се готви да се пробува. Без тоа нема вкусно јадење. Ако на вас ви е добро, на сите што ќе го јадат јадењето, ќе им биде вкусно. Запомнете го тоа од мене. Ете така. Ете такова веќе си крчка. Редната да ви биде пуштена на 250, да ви биде. Така. Сега е доволно. Еве сега што правам да видите. Сега ќе го ставам овој мастрав врз целерот. Ова кога ќе го направите, ќе сакате уште. И ова ќе го направам. Вака ќе ги ставам. Така. Леле колку е врело. Како можеше ова да е толку многу убава? Така. Еве и ова. Сега малку ќе ги подместам. Еве овие. Да си направам место. Така. Така. Одлично. Ова сега што ми остана од препелкањето на стековите, на пилешкото бело месо, сега ќе го направам ова. Ништо нема фрлање. Ништо. Ете така. Сега ќе го ставам кашкавалчето. Ако немате, не грижете се. Не треба да ставате. Ние понекогаш го ставаме од пуста мода, ама ајде нека биде побогато, затоа што имаме само 4 стека. Само 2 стека, тоест. Внатре од 2 стека се направени 4. Ете така. И сега може да му капнам малку бело винце. Така. Сега малку ќе наросам од корнфлексот, за да биде одозгора крцкаво. Така. И ќе му даде посебен вкус. Така. А ова што ќе ми остане, многу скоро, до вечер може би утре да го искористам. Но пред да го печам, може ми млекцево што ми остана да го додадам. Секако ќе биде прекрасно. Така. Вака се. Ете тоа ми требаше. Токму тоа. И ова оди во рерна, откако ќе почне да крчка, ќе го намалиме на 200 степени уште 30 на минути. Одлично и со сол. Леле, ова уште не е испечено. Каков вкус има, а можете да замислите кога ова ќе го испечеме. Леле. Прекрасно. Го затворам и се пече вака затворено. Значи на 250 додека почне да крчка, а кога ќе почне да крчка уште 30 на минути и право од рерната на трпезата. Се гледаме на нашата трпеза, вие останете со нас, сакани наши гледачи. Леле, која убавина.
Сега од кај да црпнам ова? Леле. Ете така. Значи, како мириса, леле. Леле, како мириса. Си земам и малку карфиол, брокола, сосот. Значи, ова е нешто. Прекрасно. И од целерот. Од оздола и целерот. Ете така. Сега ќе го затворам, но многу е врело во моментот. Еве вака ќе направам, потоа ќе го затворам. Да. Одлично одговара со салата, со пинџурчиња, со туршија. Ајде сега да видиме. Леле, не треба ни да го сечеш. Ни да го сечеш. Леле, колку е добро ова. Колку е вкусно. Еве го целерот. Како го обоил вкусот на ова јадење. Доле целерот. Верувајте ми дека толку се влюби во овој рецепт да пилешкото едноставно само на овој начин ќе го правам. Ова е ненормално колку е добро. Какви се овие вкусови? Значи, целерот направил чудо. Чудо. И сите пропратни работи. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата, токму од овде, од комплексот Златно буре Кучково, каде што ќе ги најдете сите задоволства од природата, од околината. И на крај се ќе зачините со македонските традиционални специјалитети, кои што секое залче од овде ќе ве воодушеви. Јас ве поздравувам до следната, со една моја мисла која што велам дека мене најскапо во животот ме чинеле луѓето кои што сум ги жалела. Тоа е тоа. Довидување, се гледаме.